Почитувам председателе, технички премиер, технички министри, технички пратеници од СДСМ, добар ден на сите. Јас би сакал најпрво да изразам едно изненадување што техничкиот премиер Талат Џафери почнал да следи социјални мрежи. Речи си и да немаше интервју во кое што тој не потенцираше дека тој не е Фейсбук политичар, тој не е Твитер политичар, нема Фейсбук, нема Твитер, не следи социјални мрежи и така натаму. Сега гледаме одеднаш забележал како двајца министри во неговата влада објавиле статуси за Фейсбук, кои што не му се допаѓаат на техничкиот премиер и морам да му честитам што сепак напреднал, иако во поодминати години сепак ги следи трендовите на социјалните мрежи и ги забележал политичките ставови на неговите довчерашни и се уште денес колеги. Првата работа што сакам да ја потенцирам, дека во оваа влада, која што себе си се нарекува Европски фронт, не се знае денес кој е луд, а кој е збунет. Оваа влада се нарекува Европски фронт, но очигледно е дека е фронт на корупција и криминал. Фронт во кој што се борат секој за својата позиција и секој за повеќе тендери. До пред 10 дена господинот Џафери беше убеден дека овие двајца министри се најдобриот избор за тие министерски позиции. Не поминаа ни 10 дена, а сега го примаме ова како иницијатива за разрешување врз основа на објавени Фейсбук статуси. Да биде уште поконтраверзно, тој самиот напомена дека не гледа некакви суштински забелешки во работата на овие министри кои што ги предлага за разрешување. Затоа прашањето е дали за 10 дена овие министри од проевропски станаа проруски, дали од проевропски станаа прокинески, дали овие министри од проевропски станаа протурски или можеби станаа проавстралиски. Не знаеме во Европскиот фронт која страна ја има фатено, каква грешка има направено и што е тоа што ги обединува овие луѓе во власта. Но тоа што го забележуваме е дека во власта досега ги обединувале тендерите, набавките, корупцијата и провизиите. На првата кавга, кога забележаа дека постои реална основа оваа власт да падне и да биде сменета, тогаш стравот почна да ги разединува, токму затоа што ќе го изгуба тоа што ги обединуваше. Тендерите, набавките, корупцијата и провизиите. Морам да напоменам дека во оваа кавга на Артан со Таравари и во ова танго на Талат со Зијадин Села, за жал, Ковачевски и СДСМ се уште се само неми статисти. СДСМ не само што не е прва, во моментов не е ни втора партија во владата. Во моментов во владата се води политичка битка помеѓу ДУИ и Алијанса, а СДСМ е само спотер кој што притиска зелено или црвено копче, зависно од тоа каква порака ќе примат од Артан Груби во Вибер групите за политички насоки и действување. Видовме дека тој им пратил пораки на директорите на клинички центар да земат боледување за да не бидат разрешени. И јас навистина сум изненаден што министрите за информатичко општество и за здравство денеска не земале боледување за да не бидат разрешени или можеби да немаме седница. Замислете еден вице-премиер во владата, кога на директорите им дава упатство да не ги слушаат одредбите на министерот, да не ги почитуваат неговите одлуки, тоа е директен повик за беззаконие. Без разлика колку го сакате или не го сакате министерот за здравство. Ние како опозиција уште пред една година сме ви кажале дека ова ќе се случи и дека нема капацитет ниту оваа влада,
нито тој министер да биде на таа позиција. Но вие, почитувани колеги од СДСМ, не убедувавте дека тоа е најдобриот избор. За денес да имаме 10 директори на клиники во клиничкиот центар, кои што неколку дена ќе бидат на боледување, на лажно боледување, само затоа што се плашат политичката пресметка внатре помеѓу Алијанса и ДУИ да не им се одрази во разрешување на нивните директорски позиции. Затоа, тоа што може да се заклучи во целата област на здравството е дека здравството наместо да биде лекар, здравството стана пациент. Да беше Талат Џафери толку брз и толку активен, како што е сега брз и активен за да го разреши министерот кој што напишал погрешен политички статус на Фейсбук, да беше така брз со онкологија, досега ние ќе имавме одговорни луѓе за скандалот на онкологија. Но не беше, затоа што таму беше едниот директор од ДУИ, а вториот директор од СДСМ. Затоа што таму имаше министер од СДСМ, имаше заменик министер од ДУИ. Затоа за скандалот на онкологија дозволено беше политички, на штета на пациентите и нивните животи, да страдаат нивните најблиски, некој да прави профит со милиони евра, а Талат Џафери да му биде тешко да ги испрати сознанијата и сведоштвата од собранието до јавното обвинителство. 50 сведоци имаше во собранието кои што најголем дел од нив потврдија дека на онкологија се случувал криминал, на штета на пациентите, на штета на нивните животи. Но Талат Џафери тогаш не читаше Фейсбук, не слушаше медиуми, не му беше важно кој каков политички став има, пациентите за него беа на последно место, но директорот од ДУИ и директорот од СДСМ му беа на прво место. Но ќе се смени работата после 8 мај и тие директори веројатно ќе одговараат за она што го направиле. Но само сакам да потенцирам дека ова денес е една хипокризија во која што владеачкото мнозинство паролата Европски фронт ја претвори во политичка карикатура, каде што пред 10 дена Европскиот фронт фали двајца министри како најдобри, денес ги разрешува како најлоши. Пред 10 дена здружно сите гласаат дека ќе имаат 80 пратеници и ќе менуваат устав, денес не се сигурни дали ќе имаат 61 или 62 пратеници за да разрешат двајца министри. Овој така наречен Европски фронт, кој што го обединува корупцијата, од тврдењето дека ќе стигне до двотретинско мнозинство, сега се клати на бројката 63-62 пратеници. И самото тоа е порака дека и нивните луѓе, и нивните поддржувачи, и нивните пратеници веќе не им веруваат како влада. Им бегаат и тие затоа што знаат дека промените доаѓаат, без разлика дали Талат Џафери ќе одлучи да даде или да не даде образложение. Без разлика дали владата ќе покрене или нема да покрене посериозна постапка за случајот на онкологија. Овој Европски фронт е само една циркузијада која што и се случува на Македонија, во која што страда државата, довербата во институциите, расте само инфлацијата, расте корупцијата и разочараноста кај граѓаните. Затоа сметам дека денешниот настан и овој прв настап на техничкиот премиер и на техничките министри во ова собрание само покажува колку се тие неспособни. И не би било тоа воопшто трагично ако неспособноста се однесува на нивните домови и на нивните приватни животи. Неспособноста на Талат Џафери и техничката влада и техничките министри за жал се одразува многу штетно на цела Македонија и на граѓаните. Затоа ќе повторам уште еднаш, имаме пред нас одлична шанса на 8 мај оваа неспособна влада, камуфлирана за европското знаменце, која што се занимава примарно со корупција, да ја изгласаме, да ја смениме, да ја срушиме, да ја поразиме, да победи народот и одново да огрее сонцето на Македонија. Ви благодарам многу. Реплика Халил Снопчев.